Интересен е овој период кога завршува една година и кога започнува новата година. Интересен е по тоа што не верувам дека има човек кој што не прави некакви сметки. И тие сметки се најразлични и си правиме некаква ретроспектива што тоа оваа година која што измина, ги постигнавме ли оние некакви наши планови кои што ги имавме на почетокот на минатата година, успеавме ли во сето она кое што на некој начин не поттикнувало или сме сакале да го постигнеме, но исто така се среќаваме со почетокот на оваа година и почнуваме да размислуваме за нови планови. Почнуваме да размислуваме за нови достигнувања и кога би имало можност секој еден од вас да ги каже тие планови, тие сите би биле најразлични, верувам, и тоа е нормално. Меѓутоа има една интересна, би рекол, состојба кај нас луѓето, и јас верувам и сум длабоко убеден дека тоа е поради нашиот Творец кој што не создал, а тоа е нема човек кој што не сака да биде љубен или кој не сака да биде сакан. Нема човек кој не сака да му се обрне внимание. Нема човек кој не сака да има некаква сигурност или би рекол да има длабоки пријателства. И ако земам така да набројувам што конкретно секој еден од нас на полето на љубовта би сакал да постигне оваа година, јас размислувајќи како да ја насловам оваа моја вечерашна беседа, ја насловив имаме ли причина да се радуваме оваа година. Бидејќи луѓето ја губат некако радоста од најразлични, би рекол, причини. А кога би споменал љубовта во еден библиски контекст, во еден христијански контекст, верувам дека повеќемина од нас веднаш помислуваат на 1 Коринтијаните 13 глава и каде што е наброена, би рекол, наброени се карактеристиките или што се е љубовта. Љубовта е нели долго трпелива, љубовта не се лути на никого, љубовта знае да простува, љубовта не го гледа своето и ги има сите наред. Меѓутоа, интересно е што најубавиот израз на љубовта, тоа е според мене, затоа реков меракот, мој ево Евангелието според Лука и точно оваа глава која што ја прочита Боријан. И јас реков да ја прочита целата, меѓутоа ќе се задржам исклучиво на познатиот текст од 11 до 24 стих, само на блудниот син. Сосема накусо ќе кажам каков е целиот контекст, но идејата ми е да го видиме блудниот син, или како што го велат изгубениот син, каква врска има љубовта со блудниот син и со изгубениот син. За мене мора да признам дека е и предизвик, меѓутоа сакам да ги разгледаме, сакам да ги видиме оваа вечер, сите тие детали и да ги поминеме, што се вели детаљ по детаљ, што секој еден представува во оваа, би рекол, парабола, како што ја прочита. Во целото Евангелие, според Лука, во тој, би рекол, трет фрагмент, ако може така да го наречам, некаде од 9 стих па се до 19, има 35 параболи. Интересното е што може да кажеме за параболите дека е еден омилен жар и тоа е жан кој што го негуваат до ден денеска луѓето кои што ги нарекуваме или кои што припаѓаат некаде на околу Ориентот, или во контекстот во кој што говори Христос, тоа се евреите, тоа се до ден денеска арапите, тука се, како се вели, сириците, и многу е интересно да се кажат неколку збора во однос на самиот овој жан околу самите параболи. Вистината е што Христос беше мајсторот на параболите. И овде може да видиме дека
голема група, голема толпа на луѓе го следева и врвеа по него од најразлични причини. Меѓутоа една како главна мисла кај сите беше дека тоа е вистинскиот цар, дека ќе си замине Римската империја, дека тој ќе седне на престолот и ќе се зацари така да сите кои што ќе бидат околу него ќе имаат некаква добит. Меѓутоа, вистината е сосема поинаква и во овој контекст, како што започнува главата, тој седнува и фарисеите и книжниците велат дека седи со бирници и со луѓе кои што се грешници. Грешниците самиот збор не доаѓа од Христос, меѓутоа грешници ги нарекуваат токму фарисеите и книжниците, ги нарекуваат луѓето и уште коментираат како е можно да седи со такви луѓе и да јаде. Тие за себе си мислева дека се праведните. Меѓутоа, тие тоа го мислеа. И во таков еден контекст, Христос секој пат почнуваше со некакви параболи да им разјаснува некој нешто. Параболата сама по себе е многу интересна, бидејќи самиот расказ и главните ликови во секоја една парабола се како еден параван за да ни го одвлечат вниманието, а всушност самата идеја и самиот контекст на секоја парабола е многу по-различен и на многу по-друго место е ставен. Ова го говорам, бидејќи и тогаш луѓето многу тешко ги разбираа параболите кои што ги говореше Христос. И втор сегмент, секој пат кога Христос говореше параболи, параболите не беа наменети за сите слушатели. Како и во овој случај, има определена група на луѓе до кои што се однесуваат овие параболи. И во таков еден контекст, ќе кажам само накусо, дека Христос говори за некој си 99 овци, ако некој имал 100 овци, ја загубил едната. Втората парабола е за 10 драхми, за некоја жена која што изгубила една драхма. И ја што сакам оваа вечер, нели, да се фокусираме и да ги разгледаме, а тоа е блудниот или загубениот син. Што може сосема накусо да кажам за едната овца? Текстот вели дека и една да се загуби, стомбанинот нема да ги гледа 99-те, ќе си ја бара таа едната, се додека не ја најде, ќе си ја качи на рамото и ќе ги собере пријателите и ќе биде многу голема веселба. Не знам дали знаете зошто и многу пати сме споредени со јагнината, со овците и со овните. Меѓутоа, еден мој професор велеше дека нема потупо животно од овцата. Само неколку карактеристики да ви кажам за оние кои што не знаат, дека овцата ако излезе надвор од стадото, нема таков инстинкт, ниту има таква моќ да кажеме да си се врати како друг вид на животни до трлото или до домаќинот или до куќата. Останува загубена таму каде што ќе биде оставена. Друга една вистина, овците немаат, да кажеме, без разлики колку е големо стадото, не можат ако бидат нападнати од било какви предатори, како друг вид на животни да се организираат и да се самозаштитат. Нема таква работа кај нив. Друг интересен факт за нив е дека ако ги оставите и како други видови на животни, да може да одат и да си најдат вода, никој пат нема да го направат. Тоа бидејќи не знаат да си најдат вода. Друг факт за овците е што се многу пребирливи. Може да ги носите на најразлични пасишта, меѓутоа они си јадат определен вид на трева. И ова може да разберете зошто на овците им треба пастор. Може исто така да разберете зошто на нас, верниците, ни треба пастор.
бидејќи за да може да не останеме изгубени како многумина што велат дека можеле сами, најдобро растеле сами во спознавањето на Бог. Таква библиска концепција нема и таквите луѓе ќе видиме не може да растат. Бидејќи им треба некој кој што ќе ги води, им треба човек кој што ќе им дава свежа вода, им треба човек кој што го нарекуваме пастор, кој што ќе им подготвува и ќе ги носи, кој што разбира каде може да пасат трева која што најмногу ја сакаат. Од друга страна, повторно треба некој да ги организира за да не бидат нападнати од волци и да бидат изедени. Толку. Околу жената која што ја има изгубено, имала 10 драхми, ја губи едната драхма и ја превртува целата куќа додека не ја најде таа една драхма. Драхмата во контекст во кој што ни говори текстот, една драхма е кованица, сребрена кованица, која што во тоа време е една дневница, преведено денеска во наши пари некаде околу 30 евра, околу 1800 денари. Важната работа за љубовта оваа вечер, важниот контекст е контекстот на изгубениот син. Христос продолжува и им вели си имаше еден татко кој имаше двајца синови. И еден ден доаѓа малиот син и му вели: татко, сакам да си го земам делот кој што ми припаѓа. Што представува ова барање на малиот син? Ако го погледнеме историскиот контекст и ако погледнеме една традиција која што до ден денеска кај евреите постои, за да се подели имотот во конкретниот случај, татко кој што има двајца синови, може да се случи само во едната варијанта од кога ќе почине. Тогаш неминовно се дели имотот на двајцата синови. Секој пат поголемиот добива 2/3, малиот добива 1/3. Или се почесто се случува и во овој контекст кога е кажано, нема како денеска сите да се бориме за државна работа, бидејќи 95% луѓето работеле приватен бизнис. Само 5% биле работа која што ја давала Римската империја. Во таков еден случај, и денеска многу евреи практикуваат, кога ќе отиде домакинот во пензија, ги вика двајцата синови и поделбата е повторно иста. 2/3 добива големиот син, 1/3 добива малиот син. Со тоа што големиот син има обврска да ги гледа родителите и има обврска ако нешто се случи на помалиот, повторно е би рекол на негов грб. Навидум може би изгледа дека сето ова е нормално, но кажано на еден современ јазик, тоа би значило многумина и денеска има луѓе кои што имаат некакво богатство и некаков имот, децата со нетрпение очекуваат да починат нивните родители за да го разделат тој имот. Ова е навреда, многу голема навреда од страна на малиот син кон таткото. Текстот ни вели без никаков збор. Не можеме да видиме од текстот дека било што таткото кажа негативно или не можеме да видиме во ниту еден момент дека таткото се колебал во однос на тоа што го побарал малиот син, него може да видиме дека си го добил сето наследство кое што му припаѓало. Заминува во друга земја, можеме да видиме дека се весели, си го живее животот, полн со пари, јаде, пие, може да видиме дека блудничи. Кажавме во сите посланија дека големите поморски центри и на Крит нема место кај што не е развиена проституцијата, така да животот си го живее. За мене, додека го подготвував овој текст, нема многу голема разлика во однос на желбите, така почнав со денешниот современ човек. Што тоа денеска е најважно? Да имаш пари, да можеш да си добро ситуиран, да можеш да си јадеш, да си пиеш, да можеш да идеш на добри
годишни одмори, да отидеш некаде на скијање, да возиш убава кола, ако си, и не е важно дали си мажен, колку што може повеќе да изневеруваш, ако не си мажен, бројката е колку што може повеќе да имаш сексуални односи. Во таа земја текстот вели дека настана многу голема беда и немаштија, парите си ги потрошива, дојде до тој степен, се свртева нештата, да малиот син вели немаше што да јаде. И единствената негова светла точка беше да биде запослен, по нашки кажано, како свињар. Што представува за евреите да бидеш свињар? Нема подолна работа за еден евреј од таа да биде и да стане свињар. Зошто? Може кога имате време да си отворите 3 Мојсеева и 5, да прочитате како законот, како Тората во Стариот Завет за кога се говори, им забранува на евреите да се допираат и да имаат било што општо со свињите. Има и во Новиот Завет, кога беа злите духови, Христос ги однесе во свињите, така да има два сегмента, две причини поради кои за евреите е забрането да се допираат до свиња, а не збориме воопшто за консумација. Едниот аспект е од хигиенски причини, другиот аспект е од здравствени причини. Хигиенскиот аспект за во тој контекст тогаш и денес не се променило ништо, нема попрљаво животно од свињата. Што и да и дадете на свињата, свињата ќе си го јаде. Затоа велат од дома, измешано, старо, да не ја продлабочувам тезата, најлошото јадење, помијата да ја дадете на свињата, свињата ќе си ја изеде. Вториот аспект, здравствениот аспект, е познатата трихиноза до ден денеска, а тоа е фаќање на ларви во низиниот желудник и тие се капсулираат во мускулите на свињата. Така, ако се изеде месо од свиња, смртта е 100% загарантирана, единствено може да помине ако има добра термичка обработка, што тогаш било многу, многу тешко. Од една ваква состојба, синот почнува да размислува дека што изгубил, од каде заминал и што изгубил кај својот татко, дека најдолната во хиерархијата кај неговиот татко, луѓето кои што работат, најдолниот или најпрвиот ешалон имаат подобра храна, подобро се облечени од него, имаат 100 пати подобар живот отколку тој што го има. И во такво едно размислување почнува да размислува дека добро е да се врати кон назад кај својот татко и покрај сето она што се случило и покрај сето она што го има направено. Не знам колкумина од вас биле во состојба да имат погрешено на некој и да треба да му се извинуваат на тој некој. Таа мисла, јас говорам од лично искуство, кога сум требал да се извинувам. Во многу нешта се пронаоѓам во овој блуден син. И идејата е дека постојано размислувате за тоа, меѓутоа за да го направите, чекорот е многу, многу тешко. Многу луѓе од нас велиме дека првото нешто е треба да имаме некаков план, треба да донесеме некакво решение, но многу, би рекол, е далечно едно од друго, а тоа е од решението. И повторно ќе кажам, еден мој професор велеше, не вреди никакво решение ако немате чекори кои што ги правате за да го остварите тоа решение. Ова го говорам бидејќи од текстот гледаме дека донел решение, тргнал кон својот татко, меѓутоа мислата му е постојано во главата дека сгрешил пред небото, сгрешил пред неговиот татко и не може да се нарече
дека е негово чело. Меѓутоа, тргнува да се враќа кон дова. И може би за мене еден од најубавите моменти, текстот ни дава дека неговиот татко го видел од прозорецот, од далеку, како оди по патот. Не можеме да прифатиме, бидејќи текстот не ни дава такво нешто, дека сосема случајно таткото поминувал и така погнал од прозорецот и го видел своето чело. Овој татко бил постојано на прозорецот. Овој татко негов нема, ама подгледнувал постојано во текот на денот, во текот на месеците, во текот на годините, за да може да го видиш од тој долг пат. После тоа текстот ни вели дека кога го видел својот син, не чекал да дојде синот кај него. Не чекал, затоа реков колкумина од вас биле во една ваква состојба. Многу е тешко, па сега кога сме од другата страна, кога некој нас ни погрешил, тогаш многу ни се дава, би рекол, голем значај и си даваме самите на себе, чекајќи го тој другиот да дојде, да се покори, да ја свитка кичмата, нели како што велиме, за да може да побара прошка. Такво нешто не видовме кај таткото, него токму тој тргнува кон него и тоа со трчање, вели текстот. За да трчате кон некој, тоа значи дека имате голем жар во срцето, пред се да го видите тој човек, имате голем жар во срцето, тоа е израз, како што реков, на љубов, за да може, кога ќе дојдете, синот вели, татко, погрешив и пред тебе, и пред небото, и не можам да се наречам твое дете. Ги изустува тие зборови на покаяние, кои што се тешки, да ги кажеме, кога сме во состојба на греовност. Но тој ги прави интересното што повторно другата страна, таткото не изустува ниту еден збор. Во наш контекст би било, кога ти зборев јас на тебе, не ме слушаше, види сега на какво дередже дојде. Нема апсолутно ништо од тоа што може на некој од нас да му мине од главата. Напротив, ево прегратката на неговиот татко, текстот вели дека зема да го бакна, но во оригиналот, во грчкиот текст, се вели дека не престануваше да го бакнува. Постојано беше во прегратката негова и постојано го бакнуваше. Непрестано го бакнуваше. Ова е слика, навистина, немам вистински зборови како да кажам за една ваква средба. И на сето одозгора таткото вели, дај донесете сега да го облечеме во најубавата облека, заповеда на неговите слуги. Донесете да му ставиме прстен, донесете да му облечеме обувки и сето тоа се случува. Интересен детаљ е самиот прстен. Прстенот во овој контекст, што повторно му го дава неговиот татко, тој прстен представува дека повторно има власт на сето она што го има неговиот татко, да може да располага во целост. Чевлите кои што му ги облекува и облека кои што ни ги дава текстот, треба да имаме во предвид дека робовите во тоа време не носеле чевли. Чевли носеле само, како што говориме, слободните луѓе. По тоа се разликувале робовите и по тоа се разликувале луѓето кои што имале слобода.
на своите вработени им вели дај да заколеме едно теле и да направиме овдека една голема весела. Интересното е што и телето во тој контекст, кога ја говори оваа парабола Христос, може да видите дека само во два сегмента може да заколете теле. Првата работа е, теле обично се колело кога ќе ви дојде некој многу специјален гостин. Гостин кога многу го почитувате и му покажувате многу голема чест. И втората алтернатива да се заколе теле, тоа е кога се дава жртва на Бог. И текстот вели дека почнале да се веселат. Каде е во сето ова љубовта за која што сакам и како што реков, имаме ли причина да се радуваме во оваа година? Јас би рекол дека сите оние кои што сте вистински христијани, сите оние, постојано го говорам, кои вистински се покајале за својот стар живот, сите оние кои вистински го примиле Христос за свој спасител, и секој пат велам, многумина го примаат како спасител, малкумина го примаме како господар. Важно е да го примеме како спасител и да биде наш господар на животот. Важно е, може би ќе дадам во овој контекст одговор на неколку месеци што ве малтретирав, би рекол, ве провоцирав, зошто доаѓате во црква? Која е вашата цел? Имате ли некаква стратегија? Имате ли некаква цел? Зошто си го трошите времето недела во црква? Зошто доаѓате на изучување на Словото кај пастор Мите дома? Зошто се собираме во Драчел? Зошто доаѓате на машки часове? Која е причината? Причината е една и единствена. Ако сме образ и подобие на Бога, ние имаме една и единствена цел од ден на ден да се менуваме и да стануваме се послични на Христос. И ако во оваа година немате направено апсолутно никаква промена во однос на ланската година, треба сериозно да си се запрашате секој еден од нас. Промената е неминовна. Ако се нарекуваме дека сме христијани, како што кажав во каков еден контекст, не е можно а да не се менуваме. Не е можно да не се запрашам кои се оние недостатоци, што јас како Гаго треба да променам оваа година, со цел за да може да се доближам до мојот Создател, до Господ Исус Христос. Интересното е што ќе завршувам, што оваа поента на параболата не е стручно се вели, нели, реална алегорија, но всушност е аналогија. И во ваква една аналогија, таткото, кој што го пречека својот син, е нашиот Бог. Бог, и тоа представен како татко, нели, во првото лице од Светата Тројца. Двајцата синови, верниот и неверниот, тоа сме сите ние, кој во што ќе се препознае. Многумина има, да не говорам за крајот, од кога се враќа постариот син, верниот син, во контекст на фарисеите, како што велеа, така почнува оваа парабола, седи со овие грешници. Тие беа оние кои што се сметава за праведни. Сето она што го има нашиот Отец и што ни го дава преку спасението, многу често таа радост на спасението што ја имаме со тек на годините кои ги минуваме во црква, како да ја губиме таа радост на спасението. Како да немаме причина за која да се радуваме и оваа година. Интересното е што апостол Павле во Римјаните говори, исто така и
Евангелието на Јован, дека ние сме накалемени на лозата. И не е невозможно да дадеме плод. Напротив, сите оние, вели текстот, кои што ќе останат во мене, јас ќе останам во нив и ќе дадат изобилен плод. Сето она кое што во Коринтијаните се говори, како што реков, како една теорија, што представува љубовта, многу пати ние како луѓе многу добро ја познаваме и ги знаеме нештото што ги кажува Библијата. Имаме проблем со спроведувањето на тие нешта. Имаме проблем со живеењето на тие нешта. Ако многумина, реков, како теорија ја разбираат и многумина поставуваат прашање и велат, лесно е да го кажеш, тешко е да го покажеш, тешко е да го живееш во секојдневниот живот, овде можеме да видиме дека сето она што во Коринтијаните се кажува како некаква теорија, дека љубовта простува, може да ја видиме кај таткото, како тоа се случува во реалниот живот. Ако сакаме да видиме дека љубовта е долготрпелива, може да видиме дека повторно кај таткото, на каков еден начин долготрпеливо го исчека својот син и не само него, целокупното негово создание. Меѓутоа, ќе кажам дека без разлика од каде доаѓаме, без разлика каков бил нашиот изминат живот, без разлика колку тоа некој од нас имал или мечтае, нема ништо лошо човек да има пари. Нема ништо лошо човек да има убав автомобил. Нема ништо лошо да одите на убав годишен одмор. Нема ништо лошо да отидете и да видите, нели, ни светот. Меѓутоа можеме да видиме дека лошото е кога не сме во заедништво со Бог, кога не сме во заедница со таткото. Крајот ни е кај свињите. Секој еден сака да признае или не, последната инстанца без Бог е свињар. Може би некој ќе ме разбере, може би има луѓе кои што нема да ме разберат. Меѓутоа, овој текст, оваа љубов која што е покажана во реалност, во пракса, може секојдневно да ни дава многу голема причина за радост во оваа година. И јас сакам да ви посакам да имате една успешна нова година, да ви се остварат сите планови кои што ги имате во оваа година, но држте се блиску до нашиот небесен татко. Ве поттикнувам, имајте жар во срцата, не читајте го Словото, него изучувајте го Словото и сите заедно, како едно стадо, на чело со нашиот пастор, да можеме да одиме како беше на убави зелени пасишта и неубави води. Господ да ве благослови. Амин.